Децата кои играат шах ја подобруваат концентрацијата, меморијата, учат брзо да мислат, но и да бидат трпеливи. Многу придобивки од спортот што полека станува препознатли во Струмица. Од шаховскиот клуб Цареви кули велат дека се насочени кон најмладите, иако во клубот се добре дојдени сите што го сакаат шахот. Целта на самиот шаховски клуб и шаховска школа, еве да ја спомнам и школата, и тие друштвени игри е да ги оттргнеме децата од мобилните и компјутерите. Саат помалку денес на телефонот и на компјутерот е придобивка за детето. Така. Самите друштвени игри и шахот сега генерално ќе зборувам, нема да ги делам, бидејќи во еден изден ќе се одржа таа манифестација, нуди една социализација. Не е битно победата или губењето во игрите или во шахот. Како наша цел е, како што спомнав, да ги активираме децата да седнат и да размислуваат, да не се пасивни. Нели, кога седат пред телефоните и компјутерите, тие се доста пасивни и немаат никаква умствена активност. Како што спомнав, во шаховската школа и во клубот доаѓаат доста деца. Замислете, тие доаѓаат саат и пол, 3 пати неделно, некои доаѓаат и по 5 пати неделно. Тие се исклучени од секаква технологија и техника. Ниту мобилен, ниту компјутер имаат со нив и се концентрирани само на играта пред нив, на шахот. Мислам дека тоа е големо достигнување од наша страна, од клубот Цареви кули, бидејќи имаме и порано спомнав на друго интервју со вас, имаме околу 60 деца. Привлекување на младите, мотивирање да се занимаваат со шах и да се оттргнат од технологијата. Тоа беше целта и на настанот што вчера се организираше во дворот на гимназијата Јане Сандански во Струмица. Покрај шах се играа и повеќе друштвени игри како дел од Струмица Опен фестивал.